Многу луѓе велат дека Библијата ја содржи најголемата љубовна приказна некогаш напишана. Долго време ја слушав таа фраза на емотивен начин. Но колку побавно го читав Светото писмо, толку повеќе сваќав дека нарекувањето најголемата љубовна приказна не е само поетски јазик. Тоа е сериозна Божја порака. Кога ја читаме Библијата од почеток до крај, она што првенствено го гледаме не е доследноста на човековата љубов кон Бог, туку упорноста на Божјата љубов кон луѓето кои постојано се одвраќаат од Него. Примерот започнува рано, во првата книга на Мојсеј или Битие, 3 глава, откако Адам и Ева сгрешија и Бог изрече пресуда. Последиците беа реални – смрт. Сепак, во рамките на таа пресуда, тој даде ветување дека потомството на жената ќе ја згази змијата. Таа изјава во Битие 3 глава, 15 стих, укажува дека бунтот, односно непослушноста, нема да биде последниот збор. Бог веќе имал подготвено план. Откупувањето веќе беше најавено. Надежта подадена. Како што се одвиваат настаните во Стариот Завет, истиот образец продолжува. Бог го повикува Аврам и се обврзува со заветните ветувања. Тој го избавува Израел од Египет не затоа што заслужиле спасение, туку затоа што се сетил на својот завет. Дури и кога Израел ја прекршува верата, се поклонува на други богови и го игнорира законот, Бог продолжува да испраќа пророци. Пророчките книги содржат и предупредување и уверување. Љубовта опишана таму не е сентиментален јазик. Тоа е завет на лојалност. Тоа е посветен однос втемелен во Божјиот карактер, а не во човечкото дело. Кога преминуваме во Новиот Завет, таа заветна љубов добива видлива форма. Во Јован, 3 глава, 16 стих, читаме дека Бог го возлюбил светот и го дал својот единороден син. Акцентот не е на чувството, туку на давањето. Љубовта е дефинирана со давање. Исусовото вплотување, животот, смртта и воскресението не се воопшто романтични сцени. Тоа се чинови на послушност и жртва за нас кој не сака. На крстот, љубовта не е само опишана, таа е демонстрирана во историската реалност. Последната книга од Светото писмо Откровение представува визија за обнова, каде што Бог престојува со својот народ и отстранува клетвата што започнала во Едем. Движењето на Библијата е доследно, од создавањето до падот, до заветот, до искупувањето, до обновата. Низ целото тоа движење централната тема е Божјата верна иницијатива. Па затоа сега кога велам дека Библијата е содржи најголемата љубовна приказна, не мислам само дека таа произведува силна емоција. Туку мислам дека таа открива свет, праведен Бог, Бог полн со љубов, кој избира да сака и остана верен на своите завети, дури и кога неговиот народ не успева. Бог кој постигнува откупување по цена на својот син. Се уште учам да го читам Светото писмо на тој начин, не како изолирани инспиративни пасоси, туку како еден целосен приказ на Божјата искупителна љубов која се одвива низ историјата и е центрирана во Христос.